Коронавирусот или COVID-19 беше непознат вирус. Али измеѓу време ние уште се бориме со еден непријател, а непознат непријател. На сите граѓани порака е да се чува заштитна маска, ракавици, не е грип обичен. Како командир зедов обврската да го дезинфицираме комплетно, значи целиот сите улици во градов. Во луѓето направи една паника, во луѓето прави една гетоизација. Пандемијата со COVID-19 беше нова закана за медицинскиот персонал од градската болница Дебар, која даде максимален напор за да се справи со оваа криза и да им пружи медицински услуги на граѓаните. Првиот нулта случај, беше во нашата ординација негде на 9 март. Бидејќи имавме предпоставка дека тоа дете пациент е од фамилија со контакт со вирусот, јас самоволно се одлучив да го направам тестот. И се договоривме со епидемиологот на некој начин дали сме, чиста интуита ме натера. Во тие денови немаше доволно ПСР тест, па така да се одлучивме во наредните денови и на 13.3 во попладневните часови го направивме тестот. Резултатот за среќа го добивме за 24 сати, значи на 14.3. Го добивме дека сме позитив, јас лично, на COVID-19. Искрено да ви кажам, можда ние сме стручњаци, али сепак уште од првиот момент ме почна една фобија, драматично нормално го примив, оти сепак живеме со семејство. Јас баш тие денови имавме и принова, ми се породи од синот, внук, и од Скопје се повлекоа, дојдоа во Дебар, се припремаме фамилијарни обврски, така да на самиот момент веќе се одлучив, си земав мерки на самоизолација. Веднаш кај нас се формира кризен штаб во општина Дебар. Кризниот штаб многу добро имавме на соработка со Министерството за здравство и ние као здравствена институција. Така што се делегиравме во секој случај и знаевме секој пациент кај влегуваат, кај излегуваат со услов, ја имавме под контрола. Не е лошо ќе спомнам тука дека во текот на 10 дена ние имавме 14 случаи. Од тие 14 случаи требаше обавезно ние као здравствена установа, бидејќи ние имаме амбуланта, инфективна амбуланта или специјалистичка консултативна дејност. Затоа за 20 и нешто сати ние адаптиравме просторија. Имавме само една ординација, устоа ние адаптиравме уште 2 ординации. Не беше лесно да бидеш со тој вирус. Ние знаеме, педиатри сме, лекари сме, стручњаци сме на таа област, али како и да осеќаш во себе си дека носиш една болест што не знаеш со какви последици може да се снаоѓаш. Првите денови не дека беа тешки, повеќе беа психички оптеретување. Лично немав никаков симптом. Ни кашлица, сува кашлица, ни покачена температура, нешто малаксалност, тие работи. Немав, па поради тоа се одлучивме целиот тим, на 17.3 направи и целиот тим. Ние сме 2 педиатри и 3 медицински сестри. И кај тие излезе дека COVID-19 е постои. Нам не беа инфицирани 3 медицински сестри и 1 возач. Во таа група на 3 медицински сестри, 2
беа со лесна форма и речењето на нив беше куќна изолација. Значи, со клиничка слика полесна и зависи од тоа зеле некоја терапија, зависи од клиничката слика. А едната сестра ја носи во клиника за инфективни болести. Секоја сезона има свој грип, ама оваа сезона беше со еден вирус, COVID-19, што и моето семејство го прележа. Не е обичен вирус, некој не го верува. Тој е вирус што ги зафаќа сите возрасти, особено постарите. И братот ми беше, и таткото, па го помина е добро. Со лекување преку нашата амбуланта и во клиниката во Скопје тие го поминаа вирусот, е тешко. На пациентите помагаме, не се истоштуваме многу, им помагаме со овие инфекции. Во домашни посети, на повици сме нон-стоп, цела вечер, цел ден, 24 часа. Ова коронавирус човек не верува да имат. Зашто колку сме жители во Македонија? 2 милиона имат, ете не се ни два да речеме. И кај може секој по 150 по 200 души. Значи повеќе од пола народот ми е болни сме сите овде. Ако да гледаш фактички према статистиката на државјани. Ова е нека политика, не знам како е што е. Бевме блокирани, бевме нападнати со телефонски повици, ама секој ден што стана со нашите педиатри. Не само во нашиот град, што ние рака на срце имаме еден добар рейтинг, ние имаме доста пациенти, не само од нашиот крај, него и од Република Албанија имаме, кај нас гравитират многу. Така да, пациентите тоа го прима со многу жално, што да кажам на тој аспект. Ние во тоа време ја организиравме како ја организиравме, ја имавме под контрола, и ја мислам дека дадовме доста допринос, не само ја, сите бели мантели во нашата здравствена установа. Не може да кажам дека се е релаксирана ситуацијата, не. Али било што мора збором во нашиот медицински збор, дека малку тој вид интензитет паднато вирусот. Ние се по бројот може да имат повеќе, али смртни случаи од време на време, бидејќи бевме као прв измеѓу сите градови во Македонија, во почеток ме верувате дека ние имавме само 4 загинати од оваа болест. Девар е град познат по соживотот. Заедно ја преброди големата здравствена криза, особено во периодот на карантин. Но градот се сочува и со економски проблеми. Големиот број на печалбари кои што требаше да дојдат во градот, особено во очи на празникот Курбан Бајрам, овој пат ги нема. Па така да видиме што има да кажат жителите за справувањето со економските последици. Многу луѓе имат изгубено работното место, се движи економијата, сите стравуваат да вложуваат пари овдека, тоа е. Претежно и градот е многу сиромав, има ресурси, меѓутоа се знае и политички избивањата што се случуваат тука. Значи има потреба повеќе политиката да наложува кај младите и кај тие што го изгубија работното место, да вложи за да може да не се осеќа или да го сузбиеме тоа проблемот со економијата. Бевме многу блиски, меѓутоа сега ова коронава не одвојува. Сега и да сакаш да се зближиш со пријателот што си имал едно кафе да пиеш, сега ќе се изнастранал ти се сумњаш, и тој се сумња на тебе. И ради тоа мора да одвоено малку. Особено во Девар, подречје во кој што во овој период доаѓа роднини, пријатели кои што работат на привремена работа во Италија, Германија, апсолутно ги нема. Градот е празен и ние сега во моментов ги почитуваме препораките на Министерството за здравство и тоа мора да се почитува апсолутно, се со цел да се намали бројката на заразени од ковид.
Мислам дека и самите пожарникари и луѓето кои каде одевме бевме срдечно и пречекувани, пристапуваа кон нашите наредби за работи кои во моментот ни попречуваа или ни ослободуваа простор за наша работа. Мислам дека со тоа во голема мерка ја и во градот и во општината, значи комплетно ја подигнавме и свеста на граѓаните со тоа што превентивно го кажавме дека го работиме ова и мислам дека во голема бројка придонесовме во сето тоа.